Го повикувам Бујар Османи денеска да земе креда во рака и на таблата од вчера да напише одговори. Во кој кластер за Европската Унија се преговори на влада со Слупчане за плаќање струја? Во кој кластер за ЕУ е потребно полициска асистенција за екипи на ЕВН да прочитаат струјомер? Каде во европската рамка е предприемачкиот дух на Дрина Ахмети без денар пола Соравија да ја добие? Во кој кластер за ЕУ е изборот на Абази во обвинителство, жена му во АЕК, додека Али му седи на глава? Каде во европската рамка се хотелот на Шапка, дуќанот во Скопје и луксузното Ауди на Груби? Во кој кластер за ЕУ е кабелот за Тетовската болница? Во кој кластер е лагата за лекот Трикафта? Во кој кластер се душите на 45-те изгорени во автобусот Бесетранс? Во кој кластер за ЕУ се кривичните за Рамис Мерко, неговата директорка со средно образование во Струга и неговиот доктор, што ја остави жената без органи? Во кој кластер за Европската Унија е фирма за гаќи избрана за надзор за градба на автопат? Во кој кластер за ЕУ се фабриката на Дестани за коли на струја и концесија за иловица? Во кој кластер за ЕУ се издавањето пасоши за светски мафијаши? Во кој кластер за ЕУ е државна земја за фирмата на сопругата на премиерот? Во кој кластер за ЕУ е договорот за градба на коридор со пенали за предвидени непостоечки закони? Во кој кластер за ЕУ е немањето учебници, а во кој кластер 3 милиони евра за Арберија? Во кој кластер за ЕУ се вработувањата на новинарка и сопругата на Мартин Костовски како неопходни во Министерството за надворешни работи? Во кој кластер за ЕУ е доведувањето на Македонија во подредена положба и намерно загрозување на нејзините интеграции? Во кој кластер е предавството и одговорноста која што ќе следи? Бујар Османи, земи креда и со големи букви напиши: уставни измени под бугарски диктат нема да има. Бујар Османи да си ја реализира оставката, што сепак нема да го спаси од одговорност. Само избори се спасот. Ви благодарам. Дозволете ми да одговорам и на прашање пристигнато до прес-центарот, коментар за одморот на Димитар Апасиев. Почитувани, негово право е, еве ке речам и добро е што заминал на одмор и да одмори, и изборот на дестинацијата не е спорен, ниту пак е проблематичен. Но тоа што е спорно е лицемерието од Димитар Апасиев, заминува на одмор во луксузно летувалиште, додека над 65%, барем според соопштенијата на Левица, неговата партија, не може да заминат на одмор ниту во Македонија. И спорно е тоа што Апасиев не е првпат лицемерен. Например, овој луксузен одмор може да го плати со уживањето со платата покачена за 78%. Или, например, со користење на службениот луксузен автомобил со возач, наспроти приказните за скромен, половен, семеен автомобил. Од тука, јавноста, верувам, не ја интересира одморот на Димче Апасиев, туку лицемерието, и тоа е суштината во фокусот на јавноста. Ви благодарам.